Добар ден, и од мене започува магазинот за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Многу истражувања покажува дека првите моменти после раѓањето се најбезболни за бебето доколку тоа веднаш биде поставено на градите на неговата мајка. За контактот кожа на кожа, за бенефитите од него денеска ќе зборуваме со доктор Денис Алкалили, специјалист педијатар од Медика Истанбул и од Сдруженијето за грижа и едукација на бремени жени, мајки и деца Лулка. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Сите знаеме дека контактот кожа на кожа е важен и за бебето и за мајката, но ретко кој од нас знае зошто е важен. Па еве ќе започнеме од тука. Зошто контактот кожа на кожа уште се нарекува кенгурска грижа? Што тоа значи? Ако се тргне од она еволутивна пракса, значи која што постоела и во која што порано во минатото секогаш бебето кое ќе се родело било поставувано на градите на мајката, затоа што во минатото значи не постоеле сите тие услови кои што во денешно време, модерно денешно време се застапени, а всушност тргнувајќи значи од тој еволутивен момент преку моментот на доењето, односно првиот контакт во однос на доењето, како се започнува доењето, па понатаму значи до сите во денешно време, односно во изминативе 10-15 години студии кои што се правени по однос на бенефитите од контактот кожа на бебето со мајката, значи доаѓаме до тоа дека навистина е тоа еден драгоцен момент и уште се нарекува и златниот саат, значи златниот час. Тоа значи дека во тој момент всушност има уникатна шанса, значи мајката го запознава своето бебе, бебето ја запознава својата мајка, значи има уникатна можност да се стимулира на некој начин правилен почеток на животот на бебето, значи стабилизирање на виталните параметри на природен начин, поттикнување на лактацијата на доењето и што е исто многу важно, поврзувањето на мајката и бебето. Особено за првите бременности е многу важно, односно за првите раѓања, за прво дете, е многу важно мајката колку што е можно порано и поквалитетно да се поврзе со своето бебе. А овој златен час, всушност во првиот саат после раѓањето, навистина игра важна улога за тоа квалитетно поврзување, односно позитивно запознавање на мајката и бебето. Така, се препорачува, значи, веднаш после раѓањето бебето да се стави на градите, но исто така некаде прочитав и дека тој контакт треба да трае најмалку 1 час. Зошто 1 час или 60 минути треба да трае? Зошто толку долго? Па знаете, контактот кожа на кожа е нешто кое што се повеќе се практикува значи низ светот, во сите болници, во сите родилишта, и тоа има два моменти кои што се важни по однос на овој контакт кожа на кожа, а тоа е, значи првиот момент е во однос на после раѓањето, во текот на првиот час после раѓањето, и на тој начин всушност се започнува квалитетно животот, односно транзицијата од бременост кон раѓање, всушност, односно кон живот во надворешна средина. Вториот сегмент кој што е исто така многу важен во однос на контактот кожа на кожа е во тек на негата на бебето во единицата за интензивна нега, значи за оние предвреме родени бебиња кои што се раѓаат порано, за нив е исто така особено важно да колку што е можно подолго и колку што е можно почесто се практикува тој контакт кожа на кожа. Произлегло во текот на истражувањата дека циклусот на спиење на бебето, значи циклусот на сон на бебето додека е во матката, всушност пред да се роди, трае околу 60 до 90 минути. И токму поради тоа, за да има бенефит од овој контакт кожа на кожа, многу е важно тоа да трае 60 до 90 минути непрекинато. Тоа значи да на бебето му се дозволи еден циклус на спиење. Студиите покажуваат дека тоа има долгорочен ефект врз развојот на мозокот, значи позитивен развој на мозокот, позитивен ефект врз развојот на мозокот на бебето, меѓутоа исто така и сите негови витални функции, значи температура, рамномерност на дишењето, значи фреквенција на срцето, гликемијата, односно нивото на шеќер во крвта, сето тоа се стабилизира ако бебето е најмалку 60 до 90 минути во епизоди, значи поставено на градите на мајката. Јас тука би ги побарала фотографиите преку илустрации да сватат гледачите за каков контакт на кожа на кожа станува збор. Споминавте дека е важно ова да се оствари во првиот час, да трае најмалку 60 минути, но во болниците во Македонија има многу строги протоколи кога станува збор за процесот на породување и потоа и веднаш после раѓањето му се мери на бебето тежина, потоа се бања, се облекува, така што тој час ми се чини дека ретко кој може да го искористи во родилиштето. Така што дали овој контакт кожа на кожа има значење и во првите денови, недели или пак месеци после раѓањето?
Генерално за терминските бебиња, оние што се родени во термин и што се стабилни, значи кога нема некаков проблем во однос на мајката и во однос на бебето, значи апсолутно е дозволено да се воспостави тој контакт кожа на кожа. Само јас се извинувам, ќе ве прекинам. Тука ги пуштивме фотографиите дека не секогаш само жената треба да оствари контакт на кожа со со незиното дете. Понекогаш и татковците може да учествуваат во овој процес. Да, па таткото доаѓа на сцена всушност доколку има потреба од подолго време да се воспостави овој контакт кожа на кожа, посебно во, како што кажав, во третманот на предвреме родените, кој што нели може еден месец, два, па дури некогаш и до 3 и повеќе месеци да бидат во единицата за интензивна нега. На тој начин всушност самата нега се хуманизира, односно на некој начин на бебето му се овозможува тоа да има квалитетен контакт или квалитетно време, значи поминато со родителите. Ова сега што го гледаме значи на сликите, тоа има огромен бенефит и за бебето, значи пред се, има огромен бенефит и за родителите, меѓутоа што е многу важно, има бенефит и за болниците, односно за здравствените установи. Значи, ваков контакт кожа на кожа во единица за интензивна нега, значи се практикува по 10, 15 и 20 години веќе, значи во некои болници во светот и утврдено е дека бебето е многу постабилно, значи подобро напредува и долгорочниот ефект всушност, како што кажаме, во однос на развојот на мозокот, во однос на развојот на оние параметри кои што често може да бидат пореметени кај предвреме родените бебиња, дека има многу подобар исход доколку се практикува оваа нега. Исто така е намален бројот на инфекции кај овие бебиња. Ќе проговориме за предвремено родените бебиња во текот на емисијата, сега би се навратила еве повторно на контактот кожа со кожа и значењето во првите недели, односно месеци од генерално се препорачува да биде до 3 месеци, значи после раѓањето. А за предвреме родените деца се препорачува до 3 месеци после предвидениот термин за раѓање, значи кога ќе стигнат до она, да речеме, нулта возраст или коригирана возраст 0, уште 3 месеци, значи во тек на после породувањето, значи може да се практикува овој контакт кожа на кожа. Во каква положба се поставува бебето на градите на мајката? Па има вака, значи различен е пристапот во однос на после раѓањето и во однос на да речеме тоа кенгурирање кое што понатаму се прави. Генерално во текот на првиот час после раѓањето, значи бебето се поставува на мајчините гради, значи помеѓу мајчините гради, се става пелена и се става капче, значи би требало да има капче и тоа треба да биде памучно затоа што е многу осетлива кожата на бебето и бидејќи многу губи од својата, да речеме, телесна топлина, бебето најмногу губи преку главата. Значи и висината на која што ќе се постави во овој случај, значи после раѓањето, е негде на ниво носот, значи односно очите да му бидат на ниво на мајчините гради, односно на брадавките. Веднаш, значи после поставувањето, бебето покажува знаци дека еволутивно, значи рефлексно може да ја најде, односно да ја лоцира мајчината града. Инстинктивно се движи кон Инстинктивно, точно, се става со висината, значи на очите и на носот на ниво на мајчините гради со цел да се скрати патот кој што треба бебето да го помине за да стигне до мајчината града и најчесто кај терминските бебиња, значи се иницира и првиот подој, односно бебето ја фаќа брадавката и почна да цица. Тоа има многу голема улога за поттикнување на лактацијата, има многу голема улога, како што кажавме, за стабилизирање на виталните параметри на бебето, значи помалку плаче, посмирено е, нивото на стрес е пониско, меѓутоа исто така и кај мајката се ослободува во тој момент, значи во тој златен час всушност што се нарекува, се ослободува и голема количина на окситоцин или хормон на задоволство, кој што всушност понатаму, значи, игра улога и во враќање на матката после породувањето во нормална димензија, значи да се собере матката, да се намали крварењето, меѓутоа исто така и да се стимулира многу лактацијата. Така да тоа навистина е многу значајно и да речеме од оние информации кои што ги добиваме од болниците, значи добиваме информации дека во некои болници, во некои одделенија се практикува ова поставување кожа на кожа во првиот час после раѓањето. Јас искрено апелирам и се надевам дека понатаму ќе успееме, значи, да доведеме до тоа да сите бебиња кои што се стабилни, кои што немаат никаков проблем по однос на прилагодувањето, кај што не треба дополнителни интервенции како што се давање на кислород или ресусцитација, реанимација, значи да се практикува овој контакт затоа што навистина има големо значење за сите фактори. Win-win е на некој начин. Така. Дали контактот кожа на некој начин е поврзан и со барањето на некој од родителите за одложено пресекување на папочата врвца? Дали и тука има некој бенефит кој што исто така би било пожелно да се практикува во нашите родилишта?
Во однос на, да речеме, за доцнетото подврзување или прекинување на папачната врвка, во изминатите, значи од 2014-2016 година, веќе и на ниво на Европа и на ниво на САД, значи се изменети гинеколошките протоколи. Јас не би навлегол премногу во ова, бидејќи ова е пред се гинеколошки протокол, односно гинеколошка работа, бидејќи се уште спаѓа во текот на породувањето, нели, гинекологот и акушерката, односно гинекологот акушер и акушерката го спроведува тоа. Меѓутоа утврдено е дека онаа пракса застарена која што била околу 15 до 20 секунди да се остави, значи, папченикот, односно додека да се прекине после раѓањето, се препорачува, значи според протоколите да трае 30 до 60 секунди, значи во некои дури протоколи до 90 секунди, значи до минута, минута и пол, со цел да се обезбеди поголема корист за бебето во однос на она плацентарна крв која што ја има во плацентата и во папочната врвка. Интересно е да се каже дека таа крв не е мајчина, затоа што крвта на мајката доаѓа во контакт со плацентата на ниво на матката, туку тоа е всушност крвта на бебето која што во текот на целата бременост циркулира од бебето до плацентата и доаѓа во близок контакт со мајчината крв. Така да со сачекување, односно одложување малце на овој период, всушност се добива и подобра состојба кај бебето. Посебно се утврдени бенефити кај предвреме родените од ова, да речеме, малку одложено прекидување на папачната врвка и намален број на трансфузии во послепородилниот период, да речеме, ако има потреба од давање на крв, всушност се намалува веројатноста да има таква потреба. Ке им дадеме можност и на гледачите денеска да стапат во контакт со доктор Денис Алхалили, доколку имаат некакво прашање поврзано со денешната тема, слободно може да се вклучат во програма, да ја образложат својата дилема и секако да добијат стручен одговор. Споменавте дека многу бенефити има контактот кожа на кожа за предвремено родените бебиња, но кај нас исто така тоа не се практикува. Бебињата се најчесто во инкубатор, лекарите стравуваат дека при еден ваков контакт малите недоносени бебиња би можеле да се заразат од некоја бактерија од кожата на мајката. Да, за жал кај нас не се практикува овој тип на нега. Во светот тоа е веќе стандард, значи 97%, ако не се лажам, од породилиштата во Америка го практикуваат. Да, апсолутно, американците се најнапред во однос на ова, меѓутоа и Европа е многу напред, значи веќе, да речеме, искуствата од Европа се дека, како што кажа, 15-20 години го практикуваат ова. Значи тој контакт е многу важен, значи главниот страв во однос на инфекциите. Знаете, во тек на лекувањето на бебето, кое што може да биде 2 недели, 1 месец, 2-3 во единица за интензивна нега, навистина се голема опасност се инфекциите. Меѓутоа, утврдено е дека колку порано бебето воспостави контакт со мајката кожа на кожа, всушност тоа започнува да се колонизира со флората, односно со нормалната флора која што има мајката на својата кожа. Се знае дека колку и да е страшна, да речеме, односно каква и да е мајчината флора, односно нормалните бактерии на кожата на мајката, односно на таткото, како што видиме нели на сликите, дека може и таткото, секогаш тоа е подобро. И братчето дури. Токму така, да, ако има близначиња, например, да, секогаш мајката и таткото или мајката и поголемко дете, значи ако имаат, се воспоставува нега. Интересно е што каква и да е таа флора која што има мајката на кожата или родителите, секако таа не е толку страшна како оние интрахоспитални инфекции кои што ги има постојано, значи во болниците, и главната борба всушност не е со инфекциите кои што се внесени од надвор, туку е главната борба со инфекциите кои што се присутни внатре во болниците и кои што поради нормално третирање со антибиотска терапија која што е составен дел, да речеме, од третманот на овие бебиња, всушност стекнува резистенција. Значи оние резистентни соеви на интрахоспитални инфекции се оние кои што најмногу не плашат. Токму поради тоа и како што кажавме, нели во други држави на запад се практикува оваа нега долго време и воопшто не е зголемен бројот на инфекции, напротив е намален, затоа што за самите позиции, значи каде што всушност се населуваат
бактериите, лошите бактерии, односно интрахоспиталните, треба да се надпреваруваат со таа нормална флора која што имаат мајките. Еве, од УНИЦЕФ има една препорака, таму потенцира дека изложувањето на бактерии од кожата на мајката помага во развојот на имунолошкиот систем кај предвремено родените бебиња. Токму така, видете, целта на целиот третман на едно предвреме родено бебе, значи е да му се помогне, да се обезбедат соодветни услови, да тоа расте со слични услови, слично добро како што би растело во матката на мајката доколку не се роди пред време, со цел, крајната цел секогаш е нели да си отиде дома. Значи, исто како што ние кога ќе се породи терминското бебе, воопшто не стравуваме од мајчината флора, туку едноставно после нели 2, 3, 4 дена после раѓањето ги испуштаме дома мајката и бебето со терминското бебе. Значи ги испуштаме дома и нормално е бебето да се колонизира со таа, да речеме, мајчина флора која што ја има на кожата, односно од родителите. И затоа ние сите има и интересни теории дека ние сите си имаме траг. Значи, таков според соевите на бактерии кои што ги имаме, си имаме некој трак кој што е уникатен за секој човек и кој што всушност си го пренесуваме од генерација на генерација баш преку тој контакт. Така, сите истражувања поврзани со имунитетот веќе водат кон тоа, односно флората, онаа нормална флора која што се наоѓа на кожата и која што се наоѓа во цревата. Да, и понатаму во цревата. Ако не се лажам, имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Најпрво сакам да ве поздравам. Ви благодарам. Поздрав и до вас. Да, вака сакам да ви кажам дека сум мајка на предвреме родено бебенце. Така. 2 пати сум била кај докторот, значи докторот е феноменален, значи немаме пофални зборови само за него, тој не крее на нас дефинитивно. Ни ги даде сите информации кои што се потребни за едно предвреме родено бебенце, кои што за жал во другите градови од нормални другите педиатри не знаат да ти ги пренесат тие информации. Значи, оно што зборавме за кожа на кожа, воопшто во нашава држава не функционира. Ние се боравме по тие ходници за таа кожа на кожа. Так. Буквално, значи, не ти дозволуваат да го допреш со рака, да не правиш молбе за кожа на кожа или пак кога ти заминуваш дома да ти го дадат награда, да ти кажат како да го доеш. Среќа мене ми беше второ бебенце. Без разлика поминавме низ Голгота по тие ходници на предвреме родените бебиња. Буквално, значи, тоа што мисла дека ние пренесуваме инфекција, тие се сетат сите кломпи по ходниците и влегуваат натре во кај бебињата, кај инкубаторите. Моето бебе фати сепса, значи таму. Се бореше со сепса и преживеа, значи, извори таа сепса. Благодарање на нашата упорност, она што сакав да го доам, што с првиот ден кога ми дојде дома, не успеавме и продолживме за чесотување до ден денес. Значи, фактички сега на 25 ќе прави 4 месеци од раѓање, иначе по термин е 2 месеци. Практикуваме кожа на кожа, значи се кренавме буквално и сакав само да им кажам едно охрабрување на сите мајки, значи дека кога се сака се може. Во рок од 5 недели додека беше во инкубатор, ние се измолзувавме, носевме млеко кое што буквално не можевме да го однесеме 2 пати или еднаш во текот на неделата, ако фатиш врсти буквално, тоа се случуваше, за да оставиш млеко. Сака само на секунда да ви ја пренесам цела информација што се случува таму, буквално сум возбудена и бебчето ми е во раце. Да знаат дека во оваа држава ништо не може да се постигне до тоа кожа на кожа само дома кога ќе дојдат. И буквално сега сме кренати, благодарение на докторот и сите мајки кои што одат кај него, им го препорачувам на сите мајки да ги крене им да им даде една енергија. Ви благодарам што се вклучивте во програма, што оваа охрабрувачка приказна ја споделивте со нашите гледачи. Навистина и родителите се огромни борци во овие моменти, читаат, се информираат. Многу мајки на предвремено родени бебиња упорно се измолзуваат, бараат совети како да ја одржат лактацијата, бидејќи мајчиното млеко исто така е многу важно за градење на имунолошкиот систем на бебето пред секој предвремено родените бебиња. Па тоа што мене ме радува, или за овој случај, меѓутоа и за други е што навистина со упорност и со желба имаме во денешно време, значи имаме многу повеќе предвреме родени бебиња кои што цицаат и кои што се на мајчино млеко, споредено со порано. Мислам, тоа е еден впечаток кој што го имам јас од работата кој што се наметнува во однос на работата.
Значи, ова е еден многу битен сегмент кој што реално би требало, значи, на ваков начин да се информира, значи да се информира јавноста, да се разговара исто така во стручните кругови, значи медицински стручни кругови, затоа што навистина има голем бенефит. Интересно е што, како што кажаме, покрај бенефитот за бебињата во однос на здравствениот аспект, во однос на едноставно подобра виталност на тие бебиња и подобар развој, многу голем бенефит имаат и родителите од тој контакт кожа на кожа. Зошто? Заради тоа што на некој начин, како што кажаме, се хуманизира негата. Родителот кога е со своето бебе всушност може многу повеќе да му пружи и може исто така дури и да помогне во текот на негата која што се спроведува на бебето. И јас неодамна сега деновиве, значи, имав едни родители кои што се породени во Данска, со близначиња, исто пред време родени, и од нив успеавме да го добиеме впечатокот како таму, значи, се работи и колку они всушност беа обучени, значи беа обучени и беа охрабрени на некој начин, сите тие процедури што треба да се прават после доаѓањето дома, всушност ги правеа многу професионално, ги правеа малтене како некои сестри кои што работат со години во таков оддел. Да, токму тоа. Така да, навистина е голем бенефитот, значи и психолошки за родителите и во однос на тоа што ќе прават кои ќе си одат дома, така да навистина се трудиме, значи и како Лулка и лично, значи јас како професионалец се трудам колку што е можно да го потенцираме тоа позитивно влијание и да се надеваме дека во скоро време ќе се спроведува и кај нас. А дали секој предвремено родено бебе е подготвено за контакт кожа на кожа? Или има ситуации кога тоа не може да се реализира? Има една интересна, значи, да речеме као парола или правило, кое што вели дека ако може бебето да се подкрене од инкубаторот и да се мери на вага, тоа значи дека може веќе да се прави и контакт кожа на кожа. Тоа е за нас малце напредно, меѓутоа генерално се смета дека ако не е загрозено витално бебето, значи ако е стабилно, па макар и во тек на таа вештачка вентилација, во тек на поставеност на респиратор, значи доколку бебето е стабилно и доколку родителите се обучени, може да се воспостави овој контакт на кожа на кожа. Интересно е што постојат, значи може да се искористи гардеробата на мајката, значи со цел да се малце стегне бебето, односно да се фиксира, затоа што бебето и во матката е во положба, значи во фетална положба во која што е практично притиснато на некој начин од зидовите на матката и тоа многу се чувствува сигурно и безбедно се чувствува на тој начин доколку правилно се фиксира и доколку правилно се постави и на некој начин тоа обезбедува да се биде во ред со процесот. Така да ако е стабилно бебето и ако родителите се во можност имаат желба, значи тоа би требало да се практикува. Кога станува збор за термински родени бебиња и за мајке која што има проблем со доење, дали се препорачува контактот кожа на кожа? Може ли тој да ја подобри лактацијата кај мајката, да надојде млеко и да се реши овој голем проблем за што туку породената жена? Така, апсолутно. И доењето е исто многу важен сегмент, значи многу битно за нормален развој на бебето. Контактот кожа на кожа многу го стимулира доењето, најмногу поради тоа што мајката го држи бебето на своите гради. Всушност на тој начин, како што кажеме, се ослободува окситоцин и се стимулираат сите рефлекси на лактација, на производство на млеко. Така да тоа многу игра улога. Ние исто така препорачуваме во рамки како Лулка, во рамки на работилниците што се за доење наменети. Значи им кажуваме на родителите кога е бебето вознемирено, значи кога ќе биде повеќе плачливо или доколку има намалена, како што кажавте, лактација или нема доволно млеко, значи самиот контакт кожа на кожа го смирува бебето. Значи оно плаче, гладно е, бара, меѓутоа ако мајката го стави на гради, тоа веднаш го препознава мирисот на мајката, значи едноставно се смирува и може многу полесно да се воспостави доењето, може полесно да започне да тече млекото, односно да се ослободи млекото под дејство на овој окситоцински рефлекс. Така да контактот кожа на кожа се препорачува, како што кажеме, и за термински бебиња до 3-месечна возраст, додека се воспостават сите тие тој ритам на доење и да тргне бебето во тежина, и токму заради тоа се препорачува мајката да се тргне малку на страна, значи кога ќе дои, да на некој начин го направи тој контакт кожа на кожа, кој што многу бенефити ќе донесе и за бебето, и за неа, и за доењето. Така, допирот е многу важен. Дали можеби можат родителите, воопшто родителите да се обидат да го смират бебето кога е многу плачливо, кога има грчеви на ваков начин?
Дали препорачувате такво Да, нешто? да, дефинитивно ние секогаш кажуваме дека и доењето самото по себе е најголемо смирување за бебето и може да го смири бебето за многу кратко време, значи веднаш да го смири доењето, бидејќи самиот мирис на мајката што го чувствува бебето во првите месеци е многу битен фактор за бебето да се смири. Исто така, значи и самиот контакт кожа на кожа, доколку е бебето болно, значи доколку има некоја мака, навистина помага и го смирува. Се смета дека дури има и аналгетско дејство, односно болните процедури кои што се прават, доколку се прават на ваков начин, особено во тек на престој во болница, до 30% ја намалуваат болката, односно стресот кај бебето, ако е поставено на ваков начин кожа на кожа, со контакт кожа на кожа, така да тоа е навистина многу еден голем бенефит и многу важен сегмент. Би сакал исто така да кажам дека интересно е и солзите кои што се појавуваат кај мајките во тек на овој контакт кожа на кожа, значи тој емотивен момент всушност исто така ослободува окситоцин и ги стимулира сите овие процеси на прилагодување на мајката и на бебето. Мајката може во тек на тој процес, значи да може да чита, може да слуша музика, да гледа филм или има и посебни огледалца кои што се ставаат на раката за да може во тек на тоа, да речеме во тој контакт кожа на кожа, во текот на тој период да го гледа преку огледалце, да го гледа бебето. Така да тоа многу значи. Така, овој контакт на кожа на кожа се случувал со милиони години, како што веќе кажавте, во текот на човековата еволуција, на хуманата еволуција, тоа е нешто многу природно, поради тоа и треба што почесто да се практикува. Исто така и мајчиното млеко е најдобриот избор, најдобрата храна за бебето. Кај предвремено родените бебиња, веќе споминавме дека мајките немаат веднаш контакт со бебињата, па тие не се во состојба да цицаат, како тие да одржат лактацијата, еве еден ваков совет кој што односно едно прашање кое што произлезе всушност од јавувањето на гледачката. Да, токму така, значи тие што се предвреме родени може да бидат значи критични, може да не се воспостави првично контактот кожа на кожа, меѓутоа понатаму во тек на престојот, значи во болница на бебето има навистина голем долг период во кој што може и да се навикне, да се воспостави и сето тоа да се направи и се надеваме дека понатаму ќе се воспостави тоа. Генерално значи тоа има повеќе кратен бенефит. Тоа што можат родителите да го направат значи е преку тој контакт всушност да се одржи лактацијата и да се измолзуваат. Предвреме родените бебиња генерално не можат да цицаат, значи тие не можат да дојат. Меѓутоа контактот кожа на кожа овозможува одржување на лактацијата. Да се токму така да се развие рефлексот, значи да се развие рефлексот за доење, меѓутоа и да бидат хранети претходно, значи најчесто се хранети преку сонда, преку едно мало цевче кое што преку носот оди до желудникот, меѓутоа и да се хранат на тој начин, всушност има многу бенефити од хранењето со мајчиното млеко. Понатаму, значи како што се одвива тој процес, родителите, значи мајката ќе има млеко и може понатаму полека по полека да се навикнува. Колку често мајката треба да се измолзува? Има ли улога пумпата што ќе ја земе, дали ќе биде рачна или ќе биде електрична или пак може и само рачно да се измолзуваат на самиот почеток? Тоа може да биде и само рачно измолзување, доколку има контакт кожа на кожа, значи всушност и млекото и само тече на некој начин. Меѓутоа и со самото измолзување тоа млеко може да се користи, односно да се даде после, како што кажавме, преку сонда. Не е битен бројот на измолзување, значи треба колку што може почесто и повеќе со цел да се обезбеди млеко за бебето кое што ќе му биде дадено на бебето во тек на тој престој во болница. Меѓутоа многу најважно е што до оној период кога ќе почне, кога ќе се обезбеди можност кај бебето, значи физиолошка, кога ќе има способност да цица, а тоа е веќе после 36-37 недела, значи всушност во тој момент да има мајката млеко, а тоа се прави со контакт редовен и со измолзување. На тој начин се одржува лактација и на тој начин всушност имаме и неколку значи семејства кои што ги дојат своите предвреме родени бебиња баш на тој начин, значи со одржување на лактацијата и со продолжување во моментот кога ќе може бебето да цица, да си почне да цица. Доктор Алкалили, ви благодарам што бевте дел од 0N+ и што на гледачите им ги предучивте сите предности, сите бенефити од контактот кожа на кожа помеѓу родителите и бебето. Се надевам дека наскоро и во нашите породилишта ќе почне да се применува оваа метода. Благодарам. Им благодарам и на гледачите што беа дел од оваа емисија. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.